Премиерот Заев против предлогот сите политички субјекти во собранието да застанат во одбрана на македонскиот јазик и идентитет. Ваквото барање го достави опозицијата, а премиерот смета дека евентуални декларации како контратежиште на бугарскиот меморандум би биле штетни за преговорите меѓу Македонија и Бугарија. Јас лично мислам дека парламентот не треба да носи резолуции, одлуки или декларации, заради тоа што веројатно следно е нова од бугарскиот парламент, па следна од македонскиот парламент. Ова не води кон решение. Бугарскиот парламент е секако демократска институција во пријателска Бугарија и носат одлуки во рете и веројатно се чувствува и притисокот во Бугарија за ова прашање. Пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски на социјалните мрежи објави дека веќе е доставено барањето до МНР во Собраниската комисија за надворешни работи да биде испратен бугарскиот меморандум. Милошовски претходно повика собранието да расправа и донесе декларација контра меморандумот на Бугарија. Сепак според Заев тоа не би било добра одлука. Премиерот потенцира дека продолжуваат преговорите, а дел од нив ќе биде Гоце Делчев, за кого бугарската страна од македонската бара да го признае како бугарин. Сум убеден и дека на ова поглавје кое што е пред нас, буквално Гоце Делчев како историска личност, но и како историски период, ќе изнајдеме решение во кое што и македонската и бугарската страна ќе излезат како победници. За бугарскиот меморандум реагираше и амбасадорката на Германија во Македонија, Анке Холштайн. Вели билатералните проблеми меѓу двете земји не треба да бидат дел од преговорите за членство во ЕУ. Ние и според моите сознанија, сите други земји членки се на мислење дека билатерални проблеми не треба да се ставаат во преговарачката рамка и дека билатералните проблеми треба да се решаваат билатерално. Бугарија секогаш беше голем поддржувач на европското придвижување на регионот, вклучувајќи ја и Македонија. Во суштински интерес на Бугарија е да не се блокира процесот за проширување на Европската унија во овој регион. Во меморандумот бугарската страна тврди дека македонците се проект на Тито, а македонскиот јазик не постоел до 2 август 1944 година, но и дека 80 години се молчало за масакрот врз 10.000 бугари за време како што го пишува во меморандумот диктаторот Јосип Броз.